Добри дојде за професорот Владимир Милчин, професор и режисер. Да, благодарам на добродојдето, инаку јас сум професор во пензија. Професор во пензија, да. Вчера повторно имавте судење, односно иницијативата ГЕМ, граѓани за Европска Македонија. Го тужавте вице-премиерот Зоран Ставревски заради аферата Надеж, заради што рече всушност дека ГЕМ е поврзана со аферата Надеж, чија цел е загрозување на уставниот поредок. Го тужите за навреда и клевета. Тој 2 години, како и вчера... Повеќе, 2,5 години. Да, не се појавува Не на се суд. појавува. Кој е вашето објаснување? Па јас мислам дека објаснувањето е многу едноставно. Тоа е по она тактиката е удри и бегај. На клевета и потоа не одговарај за тоа, не докажувај, не објаснувај, просто се фрла, се лепи етикета, се фрла кал и така натаму и потоа се разбира нема одговорност. Немаше одговорност по стариот закон, нели? Кога тоа уште беше кривично дело. Да. Сега Со пак ќе нема декриминализација. одговора, ќе трае, веројатно со идеја дека еден ден ние ќе се умориме и ќе се откажеме, ама ние немаме намера да се откажеме. До кога и до каде ќе одите? Па ние ќе одиме сигурно до крај, тоа значи и до Страсбур ако треба. Со оглед на тоа дека дали постои едно правило на разумен рок во кој еден предмет треба да се разреши. Така што во тој случај дури и не мора да се поминат сите нивоа. Добро. Во овој случај, според овој закон што сега важи, ваквите предмети не застаруваат. Не знам како им се протнала таа грешка, веројатно мислејќи дека само новинари ќе бидат жртви. Да, но не и политичари. Има еден политичар во најновиот извештај на Freedom House денеска нотиран како бестрамен притисок на Министерството за здравство, не го пишува неговото име, но тоа е Никола Да, Тодоров, јасно, се сите разбира, знаеме. врз судството. Значи, ова е еден од извештаите на релевантни меѓународни институции и организации кои говорат за загриженост околу притисоците на судство, на власта кон судството. Се разбира, тука се и медиумите, Freedom House и пред некоја недела исто така нотираше загриженост околу притисоци, злоупотреби, харасмент, вели. Кој е вашиот став околу законот за медиуми, каде постои сериозна загриженост дека новиот закон за медиуми всушност има интенција да ги затвори интернет порталите како единствен преостанат демократски филтер во оваа држава? Да, очигледно е дека походот на нашата власт кон воведување апсолутно едноумие не запира. Тој дури би рекол дека добива и на интензитет и на темпо. Затоа се вакви обиди брзо, потезно, нели, поитни постапки да се носат закони кои во некоја нормална ситуација, во некоја нормална демократија, во држава во која владее правото, не би се случувало. Би иницирале дебати. Апсолутно би имало Да. вистинска дебата. Ова не се вистински дебати, ова се притисоци кои практично ги турка една власт која прво има голем апетит на една страна, значи практично едноумие со послушна опозиција, со послушни медиуми, а оние кои се непослушни треба да бидат замолчани, со сите средства. Ги заборавате и невладините. И да не говорам, се разбира, Да. не ги заборавам, и невладините организации кои имаат право да постојат само доколку се занимаваат со некакви хуманитарни акции. Инаку се субверзивни. Инаку се субверзивни, инаку се филијали на некакви странски служби, пети колони кои работат против интегритетот и суверенитетот на државата, кои се обидуваат насила да ја поништат демократски изразената волја на гласачите и така натаму и така натаму. Патем биде речено таа фамозна стратегија Надеж. Таа се однесува само на една работа. Таа се однесува на односи со јавност, на претседателот на Република Македонија. Таму не се спомнати никакви создавања на невладини организации. Таму, колку што ја читав, вели дека е потребно да се воспостават врски со европски невладини.
Фондацијата Отворено општество Македонија не е европска, таа е домашна национална невладина организација, регистрирана според законот кој важи кај нас. Во неа сите членови на управните одбори од секогаш па до денес биле државјани на Македонија, вработените се државјани на Македонија и така натаму и така натаму. Значи, практично сега се поставува прашањето: ако оваа власт има ваква доминација во парламентот, во извршната власт, во судската власт, во медиумскиот простор, што всушност таа се плаши? Зошто е таа толку плашена од неколку портали? Добро, околу порталите. Господин Лучин, вие сте долги години на прв човек на Сорос и една од тезите, односно изјава ова е на премиерот Груевски на Унијата на млади сили, вели тезите дека тој не владее демократски се извитоперени вештачки тези, дело на група лустрирани лица, така наречени невладини интернет портали финансирани од најразлични дискутабилни извори. Знаете што е? Прво, ако е тоа така, што прави премиерот Груевски со што прави премиерот Груевски со сите извештаи кои се полни со критички забелешки токму на оваа тема, а доаѓаат од надвор? И тоа не само од невладини меѓународни организации, како Репортери без граници, како Freedom House, туку и од владини. Ние пред нема ни 2 месеци кога излезе извештајот на State Department. State Department не е невладина организација, тоа е Министерство за надворешни работи на Соединетите Американски држави, кои нашава власт ги третира како сојузник. Што правиме со тоа? Што правиме со тоа дека дел од финансирањето за Фондацијата Отворено општество Македонија, кој оди за поддршка на цивилното општество, односно на невладините организации, ги дава USAID, кој е програма за помош при State Department. И така натаму, и така натаму. Според тоа, приказната не држи. Приказната на премиерот може да биде за употреба, баш таква, интерна употреба во партијата. Таа може да им продаде на Унијата на млади сили. Меѓутоа, не може да ја продаде на целото граѓанство до моментот додека постојат порталиве. Кој ќе ги замолчи порталите, тогаш ќе може да продава приказни какви сака. Тука е проблемот. Затоа е таа тој несоодветен гнев и атак врз порталите. Добро, постојат различни начини, сам издат, постои можноста за само издавање на одредени медиуми. Меѓутоа, очигледно е дека треба да завладее едноумие, една единствена вистина, која ќе биде вистината на Никола Груевски и неговата партија. Друга нема ни да се чуе, нема да и се даде глас. Во парламентот ќе има опозиција која ќе биде замолчана, која ќе биде принудена на послушништво, и имате апсолутно ситуација на едно тоталитарно општество во кое тие што владаат немаат проблем никаков всушност, освен еден проблем веројатно, а тоа е како да ги покријат огромните трошоци што ги прават, кои порано или подоцна сите ние ќе ги плаќаме. И тука е веројатно проблемот. Ја не гледам, значи проблемот е во тоа дека она што е меѓународна јавност веќе не верува во приказната дека оваа власт двоглава, да не забравиме, и ВМРО и ДУИ, дека оваа власт е определена за евроатлантски интеграции, дека таа се обидува и прави се, нели, за да Република Македонија стане член на ЕУ и НАТО.